Крајот на 18-тиот и почетокот на 19-тиот век, како за другите народи на Балканот, така и за македонскиот народ, ја означува зората на неговото национално будење, обусловено од специфичните економски и социјални услови во Отоманската империја. Првата фаза на националната преродба на македонскиот народ се изразува како борба за собствено писмо и црква. Се појавува и првата книжевна генерација која ја представуваат Јоаким Крчовски, Кирил Пејчиновиќ и Теодосије Синаицки. Голем чекор напред на културен план е направен кога во 1838 година се отвора првата македонска печатница со црковно-словенски шрифт во Солун под раководство на Хаџи Теодосије Синаицки. Кон половината на 19-тиот век, македонските градови одржуваат живи трговски врски со поразвиените европски центри, како што се Виена, Лајпциг, Минхен и други. Со усвојувањето на современото тргување, нашите трговци се запознаваат со придобивките и на современото просветување, кое треба да се одвива на својот собствен јазик. Затоа борбата за своји цркви и своји училишта станува непосредна цел на нашето граѓанство. Така започнува борбата за изфрлање на грчкиот јазик од училиштата, а заедно со тоа и изместување на грчките трговци од нивните позиции во Македонија. Во овој временски период од посебно значење е улогата на нашето граѓанство во развитокот на културно-просветниот живот. Овој степен на развиток на економско и културно поле кај нашиот народ најарно е изразен кон 60-тите години на 19-тиот век, кога се јавува и потребата за создавање самостоен македонски литературен јазик. До средината на 19-тиот век во Македонија најраспространети училишта се келиините. Тие се единствените центри на македонско-словенската писменост. Во 30-тите и 40-тите години на минатиот век келини училишта има главно во нашите економски развиени градови, а во 50-тите години тие се распространети скоро во сите наши градови и села и представуваат широка мрежа на народни училишта, познати под името Старовремски училишта. Укинувањето на Охридската архиепископија 1767 година од страна на Грчката цариградска патријаршија има сериозни последици за македонскиот народ, особено за време на неговото национално будење. Патријаршијата, преземајќи ги македонските епархии, започнува да спроведува систематски реформи со цел целокупниот црковен и граѓански живот во Македонија да го потчини на уредбите и обичаите на својата црква. Од Цариград се испраќаат грчки владици, кои до тогашната словенска служба ја заменуваат со грчка. Ваквиот однос на патријаршијата кон словенското население во Турската империја предизвикува отпор. Така се јавува идејата за ослободување од јурисдикцијата на патријаршијата, најнапред преку воведување на црковно-словенскиот јазик во богослужбата, а потоа и преку отворање народни училишта на македонски јазик. Идејни носители на оваа борба и верни изразители на народните стремежи за културно-националност низ неа се нашите преродбенски учители Јордан Хаџи Константинов Џинот, Димитрија Миладинов, Рајко Жинзифов, Партеније Зогравски, Кузман Шапкарев, Григор Прличев, Димитар Македонски и многу други. Како учители-просветители, ослободени од влијанието на грчката култура, тие се најенергични борци против грчките училишта, на кои им ги спротиставуваат своите македонски училишта со настава на народен јазик. Напоредно со развојот на школството во Македонија се наметнува потребата од отворање на читалишта со своји библиотеки, кои ќе послужат како жаришта на културата и просветата. Во овој период на национална преродба на македонскиот народ се паѓа и живиот интерес за народната литература и обичаи,
prvo naučeni ljudje nadvor od Makedonije. Vuk Karadžić, Stanko Vraz, Viktor Grigorović, Stefan Verković i drugi, a potom i na naši ljudje, braćata Miladinovci. Marko Cepenkov, Kuzman Šapkarev, Panajot Ginovski, Efrem Karanov, Vasil Ikonomov i mnogo drugi. Зборникот на Миладиновци ја пробуди гордоста на македонскиот човек и сознанието за поетското богатство што го поседува македонскиот селенец и граѓанин. На младите македонски генерации зборникот на Миладиновци им влеваше надеж на скоро ослободување. Тој им беше учебник на човештина и јунаштина. На примерот на зборникот се воспитуваа низа генерации и македонски борци со перо. Во вистинска смисла на зборот, зборникот на Миладиновци стана учебник за идните генерации. На богатството на македонскиот поетски израз, фиксиран со бројни примери во зборникот, се изгради поезијата на првиот вистински македонски поет Константин Миладинов. И по него, во поново време, како непресушен, зборникот на Миладиновци им послужи на творците на новата македонска поезија, Кочо Рацин, Коле Неделковски и други, се до најново време и до денешни денови. И во општото раздвижување што настана, се разви поинтензивна работа на книжевно поле. Се надминуваат тесните рамки на црковната книжнина, што владее во првата половина на 19. век, и се појавуваат почетоците на граѓанската литература. Јордан Хаджи Константинов Джинот, Ѓорѓи Динката, Григор Прличев, Константин и Андреа Петковиќ, Рајко Жинзифов, Константин Миладинов и други. Орелски крилја как да си метнех и в наши стрни да си прелепнех. На наши места ја да сидам, да видам Стамбол, Кукуш да видам дали срнце и тамо мрачно угревјат како и вамо. Ако кад срнце овде ме стретит, ако пак мрачно срнцето светит, на път далечни ја ќе се стегнам и в други стрни ќе си побегнам, каде срнцето светло угревјат, каде небото звезди посеѓат. Овде е мрачно и мрак ме обвива, и темна мъгла земја покрива, мразој и снегој и пепелници, силни ветришќа и виулици, околу мъгли и мразој земни, а в грди студој и мисли темни. Не, ја не можам овде да седам. Не, ја не можам мразој да гледам. Дајте ми крилје ја да си метнам и в наши стрни да си прелетнам. На наши места ја да сидам, да видам Охрид, Струга да видам. Тамо зората греи душата и срнце светло зајдвит в гората. Тамо дарбите природна сила со сета раскош ги растурила. Бистро езеро гледаш белеит или од ветар сино темнеит. Поле погледнеш или планина, сегде пожева е хубавина. Тамо по срце в кавал да свирам, срнце да зајдвит, ја да умирам. Паралелно со борбите против Цариградската патриаршија, се водеа борби и за отстранување на грчкиот јазик и грчките учебници од училиштата во Македонија. А малобројната македонска интелигенција го поставува прашањето за воведување на македонскиот јазик во учебниците. Во 60-тите години на 19. век, малкуте македонски интелектуалци поставуваат отворено барање да се воведе македонскиот народен јазик во наставата и во литературата. И преку тоа манифестирале уште еден елемент на својот одделен индивидуалитет. Најголем дел од нив се истакнуваат со пишување учебници за македонските училишта. Едно од првите места меѓу писателите на учебници држел митрополитот на Дојран Партенија Зографски, кој отпечатува 2 учебника во Цариград. Кратка свештена историја, 1857, и начално е учение за децата, 1859, и напишува граматика,
koja ne uspeva da je izdade. Drug avtor na makedonski učebnici je učitelj Dimitar Makedonski. Najploden od site učebnikari bil Kuzman Šapkarев od Ohrid. Đorđija Pulevski, Galičanecot, napiša i otpečati 2 učebnika vo Belgrad so naslov Rečnik od 4 jazika, 1873. i Rečnik od 3 jazika, 1875. Vkupno, vo periodot od 1857. do 1875. godina. Отпечат излегуваат околу 15 учебници на македонски јазик. Крсте Петков Мисирков, 1874-1926 година, роден во село Постол, Ениче Вардарско, Егејска Македонија, е основоположник на македонската национална историска наука, што ги засени сите обиди пред него на овој план. Тој е прв наш национален етнограф, што сесрдно ја разгледува историската и современата етнографија на Балканот, составувајќи ја и првата македонска етнографска статистика, во која македонците се внесени со своето национално име. Мисирков е идеолог на македонскиот национален развиток, национален публицист, што се поставува во улога на македонски државник, политичар и дипломат, издавач, редактор и автор на првото списание за наука, литература и политика на современ македонски литературен јазик Вардар и автор на првата книга на македонски јазик и правопис за македонските работи. Организатор е и на списанието Богомил, кое меѓутоа не е допуштено да се појави во Бугарија и во Русија. Крсте Мисирков е организатор и учесник на најзначајните македонски национални научно-литературни друштва во Белград, Петроград и Софија. Тој е револуционер и своевиден учесник во Илинденското востание. И што е посебно важно, основоположник на современиот македонски литературен јазик, на нашиот современ правопис и на нашата сегашна азбука. Прво, Македонија да се неутралисат за Бугарија и Србија и да се оддалечит еднакво од двете држави. И друго, она требит да се објединит на јазична основа. Тие принципи ќе раководат изработувањето на литературниот наш јазик. Они ќе раководат и правописот. На тие принципи одговарат: прво, прилепското битолското нарече за литературен јазик како еднакво далеко и од српскиот и бугарскиот јазици и централно во Македонија. Второ, фонетичниот правопис со употребените во таа книга писмени закони и со мали отстапки на етимологијата. И трето, речниот материјал да е собрање од сите македонски наречија. А пак, создањето литературен јазик е дуовна потреба кај нас, со која се мисли да се клаит крај на злоупотребите на пропагандите со нашите интереси и со која треба да се создаде свој литературен и научен центар, за да се немат нужда од Белград и Софија. А таа тешка задача ќе се достигне само ако македонецот од Северна Македонија му подајт рака на својот брат од Јужна Македонија и ако македонецот од Источна Македонија му подајт рака на оној од Западна. Подадените раци ќе се прекрстат околу Прилеп, Битоља. Во рамките на отпорот и борбата на македонскиот народ против поделбата и поробувањата, најзначајно место зазема акцијата на група македонци околу списанието Македонски голос, Македонски глас, кој во 1913 и 1914 година излегува во Русија. Групата ја сочинуваа Димитрија Чуповски, Ѓорѓи Ѓорѓов, доктор Гаврил Константинович, инженер Ѓоргов, Наце Димов и други видни представници на македонската колонија во Петроград.
Dimitrija Dimov-Čupovski 1878-1949 godina, roden vo selo Papradište Titoveleška okolija, je člen osnovač na makedonskoto naučno-literaturno drugarstvo vo Peterburg i rakovodel so него 17 godini. Je izrabotува i objavува prvата национална карта на Македонија. Тој е еден од издавачите на списанието Македонски голос. Автор е на многобројни историски акти на македонската колонија во Петербург, како и на разни брошури, зборници и статии. Тој е човекот што целиот свој живот, полни 4 децении, стои непоколебливо на одбраната и развитокот на македонската национална мисла. Во екот на мировната конференција во Лондон, македонската интелигенција во Петроград на чело со Чуповски развива жива политичка пропагандистичка активност и преку написите во својот орган Македонски голос и другиот печат го запознава руското општество и политичките кругови со судбината на поробениот и разделен македонски народ. Македонската колонија во Петроград во март 1913 година на едно свое собрание го изнесува својот прв меморандум во кој се бара независност за Македонија. Тој е испратен до конференцијата на пратениците на големите сили во Лондон, каде што се водеа мировните преговори меѓу балканските сојузници во Турција. Но и овој, како и вториот меморандум упатен до големите сили, останува без резултат. Под влијанието на српското и грчкото востание во 1822 година, востана и македонскиот народ од Негуш и Бер Воденско, под раководството на Зафираки, Караташо и Ангел Гацо. Градовите во Македонија почнаа да растат и да добиваат се поизразена македонска физиономија. Во градовите се развива занечиството и трговијата. Од земјоделските култури се произведува жито, памук, афион, тутун, ориз и други култури. Над 250.000 жители се занимаваат со сточарство, кои располагаат со над 9 милиони овци и друга стока. Главно извозно македонско пристаниште представува Солун. По ослободителните војни, водени со Турција 1876-78 година, Турција е поразена и принудена да подпише мир во Сан Стефано, по кој е создадена нова вазална автономна бугарска држава, во чии граници требало да влезе Македонија и Врањанскиот округ. Одлуките од Сан Стефано се ревидирани во однос на бугарската држава. Сан Стефанска Бугарија останала фикција и нереализиран сон на бугарската држава. Во 1876 година имаме востание во Разловци, а во 1878 избувнува и Кресненското македонско востание, што ја зафаќа Џумајска, Мелничка, Петричка, Демирхисарска и Пехчевска околија. Во ова востание јасно се истакнати целите: ослободување на Македонија и создавање македонска држава. По Берлинскиот конгрес, Грција, Србија и Бугарија ја зајакнуваат својата пропаганда во Македонија. Отвораат своји училишта преку кои сакаат да го асимилираат македонскиот народ и со тоа да го докажат грчкиот, српскиот, односно бугарскиот карактер на Македонија. Странските пропаганди биле крајно негативни за интересите на македонскиот народ. Борејќи се, тие создаваат расцеп, го раскинуваат единството на македонскиот народ, кое е толку потребно за борбата против општиот непријател – османлиите. Отпорот против екзархијата е изразен во остри судири помеѓу учителите дојдени од Бугарија и македонските учители и во ученичките бунтови, Солунска, Битолска и Скопска гимназија и акциите на младата македонска книжевна дружина Лоза.
Во 1893 година во Солун група македонски интелектуалци ја основаат тајната Македонско-Одринска револуционерна организација со цел низ борба да се извојува автономија за Македонија. Основачите на тајната Македонско-Одринска револуционерна организација сушност се визионери на една независна македонска држава, како слободна татковина на македонците и на сите народности што живеат во Македонија. Едновремено, со основањето на тајната Македонско-Одринска револуционерна организација, се јавува и македонското социјалистичко движење, чии носители се македонските печалбари и интелигенцијата во странство. Основач на првата македонска социјалистичка група е Васил Главинов, столарски работник од Велес. Основната девиза на македонските социјалисти е ослободување на Македонија и создавање независна Македонска република. Појавата на тајната Македонско-Одринска револуционерна организација, нејзиното брзо ширење и посебно нејзиното антиекзархиско расположение, ги загрижи бугарските владеачки кругови, кои гаја илузии за приклучување на Македонија кон Бугарија. Гоце Делчев, идеолог и стратег на македонското национално и револуционерно движење, многу придонесува за ширењето на организацијата и создавањето на вооружената сила. Негова девиза е ослободувањето на Македонија, лежи во внатрешно востание. Кој мисли поинаку, се лаже и себе си, а ги лаже и другите. Најблиски соработници на Делчев се Даме Груев, Ѓорче Петров, Пере Тошев, Јане Сандански, Димо Хаџидимов и други македонски револуционери. За ширењето на идеите на македонската револуционерна организација значително помогна и печатот низ кој се пренесуваа идеите и ставовите за самостојниот карактер на македонското национално револуционерно движење. Активноста на внатрешната македонска револуционерна организација не остана незабележана од страна на турските власти. Зачестија провали со тешки последици за македонското ослободително движење. Но најтешка за животот на организацијата беше Солунската провала од 1901 година, со која целиот состав на Централниот комитет беше затворен и осуден, а редовите на организацијата ги презедоа врховистите начело со Иван Гарбанов. Горноџумајското востание од 1902 година е врховистичка провокација со тешки последици за народот од Пиринскиот дел на Македонија. На конгресот на организацијата одржан во јануари 1903 година донесено е решение за кревање на востание во Македонија истата година. Во април 1903 во Солун се извршени динамитни атентати врз објекти во кои е вложен странски капитал во знак на протест против односот на капиталистичките држави во односот на страдањата на македонскиот народ под турска власт. Атентатите се дело на група македонски интелектуалци, познати под името Гемиџии. Гоце Делчев е против одлуката за кревање на востание во Македонија, бидејќи смета дека народот не е подготвен за востание. Ја напушта Софија и тргнува за Македонија, со цел да придонесе за промена на донесената одлука. На 4. мај 1903 година Гоце загинува во нерамна борба со турскиот аскер кај селото Баница, Серско. Смртта на Делчев представува најголема загуба за Македонија и за македонското ослободително движење. По конгресите на организацијата Солунскиот и Смилевскиот, а на повик на раководството на вториот револуционерен округ на 2 август 1903 година на полноќ, востана македонскиот народ од Бабуна до крајните делови на Костурско и од Дебарско до Мариовските планини. И покрај наредбата да се води партизанска војна, само со одбрани сили востана целото население. Браќа, најпосле дојде очекуваниот ден за пресметка со нашиот вековен душманин. Крвта на нашите невино загинати браќа од турската тиранија
вика високо за отплата. Погазената чест на нашите мајки и сестри бара народот да се крене на востание. Доста толку маки, доста толку навреди, 1000 пати подобро смрт отколку скотски живот. Определениот ден во кој народот од цела Македонија ќе треба да излезе јавно со оружје в рака против душманите е 20. јули 1903 година, 2 август, нов стил. Следите ги, браќа, вашите началници во тој ден и соберете се под знамето на слободата. Упорствувајте, браќа, во борбата. Само во упорството и во долготрајната борба е нашиот спас. Нека Бог го благослови нашето праведно дело и денот на востанието. Долу Турција, долу тираните, смрт на душманите, да живее народот, да живее слободата. Ве бакнува штабот. По ослободувањето на Крушево, на 3 август 1903 година, под непосредно раководство на Никола Карев, е воспоставена револуционерна власт и прогласена Крушевската република. Прва република на Балканот. Во Илинденското востание масовно на страната на македонскиот народ учествува и влашката народност во Македонија. Востанието морално и материјално го помагаат и одделни албанци, турци и грци родени во Македонија. По 3-месечни тешки борби со 300.000 турска војска и башибозуци, во крв и пепел е задушено Илинденското востание. Во одбрана на републиката херојски загина војводата Питу Гули со својата цела чета. Илинденското востание и покрај поразот за македонскиот народ представува голем испит и поука дека во борбата за своето национално ослободување треба пред се да се засновува врз сопствените сили и дека сојузници можат да му бидат само оние народи и општествени сили кои ја признаваат неговата борба, и тоа исклучиво како борба на еден посебен народ за свој слободен и независен живот.